Нормално во првите 100 дена не успеавме да направиме се тоа што се планираше. Меѓутоа, одредени проекти ги започнавме, некои ги завршивме, некои веќе течат. Дозволете ми да споделам со вас неколку од тие проекти и нешто што е во тек. Првото е тоа што многу често го спомнував, тоа е Националната стратегија на Република Македонија за здравство 2030, која започна нашите експерти. Во меѓувреме и Светската здравствена организација се интересира, седна со нас и со нашите експерти и тие прифатија да бидат наш партнер во изготвување на оваа стратегија. Често сум кажал дека оваа стратегија треба да биде устав на здравството на Република Македонија, позади неа понатаму ние ќе ги поканиме и сите политички партии да учествуваат и да се придржиме без разлика на тоа кој ќе биде министер, да се знае кој што ќе оди македонското здравство. Го менуваме и го продолжуваме Законот за здравствена заштита. Знаете дека овој закон последните 6-7 години беше сменет 5-6-7 пати, беше надополнет, изменет. Сега ги собравме повеќето здруженија на пациенти, ги собравме повеќето експерти од Министерството за здравство, ги поканивме коморите, лекарската, фармацевтската, ја поканивме стоматолошката комора, ги поканивме и другите здруженија на здравствени работници кои што постојат, синдикатите, и заедно цела оваа екипа на луѓе веќе е започната и работи на нов закон за здравствена заштита, која ќе биде прифатлива за сите луѓе кои што работат во здравството, нормално и за граѓаните и за здруженијата. Подготвуваме предлог закон за изменување и дополнување на здравствено осигурување, Законот за здравствено осигурување. Што е целта на овој закон? Значи, предвидуваме ослободување од учество, односно партиципација при користење на здравствени услуги на лицата кои се евидентирани како корисници на социјална парична помош. Значи, се работи за група од околу 4 до 6.000 луѓе и оваа ќе биде првата работа која што би требало да ја започнеме со новиот буџет на 2018 година, која што е проектирана за идната година. Во тек е постапка за изготвување измени и дополнување на Законот за медицински студии и континуирано стручно усовршување. Ова веќе помина во парламент пред неколку дена, со тоа што овој закон во иднина ќе влезе во новиот закон за здравствена заштита и нема да постои како закон. Меѓутоа, сега за сега ја преиначивме, помина во парламентот и веќе студентите нема да полагаат интермедиерен испит. Ја мислам дека повеќе треба да дадеме автономија на универзитетите и на факултетите, тие да си ги организираат колоквиумите, испитите, а не ние како Министерство за здравство да се мешаме во такви работи. Овозможивме полесно вадење изводи за новородените. Знаете, проектот го нарековме Добро дојде бебе и им овозможивме на родителите кои што веќе имаат име на новороденчето, тоа да го побараат изводот на детето, да го добијат првите 2 дена додека мајката лежи во гинеколошките болници. Го проложивме време траењето на лекарскиот преглед во согласност со предлозите на лекарската комора, и тоа го направивме заедно со тимот на Мој термин. Беа свикани повеќе наши колеги кои што работат и во примарно, и во секундарно, и во терциерно, и донесовме одлука да тоа трае по потреба на докторот. Значи, да не биде, мора да биде 5 минути, 10 минути, 15 минути, туку тоа самиот доктор го одредува, може лекарскиот преглед да трае до 45 минути. Заедно со нашите колеги од Мој термин изготвиме апликација за полесен пристап до базата на можни органодарители, модификација на упатите за закажување преглед, како и регистер на малигни заболувања. Го укинавме решението за дополнување на новите референтни ценови на лекови. Знаете, тоа беше моите први 10 до 15 дена. Со тоа ќе резултираше поскапување на лековите кои ги плаќаат пациентите и тоа го спречивме. Работиме на новиот закон за изменување и дополнување на законот за лекови медицински средства. Што е целта? Целта е во пазарот во Република Македонија, знаете дека имаме секакви лекови,
од Индија, од Пакистан, од Турција, од не знам каде. Сега со ова ќе ограничиме и ќе бараме секој што внесува лек во Македонија да има сертификат за квалитет. Целта ни е единствена, сите лекови што се користат во Македонија да бидат што поквалитетни. Изнајдено е преодно како и долгорочно решение за електронските здравствени картички. Тоа наскоро ќе го кажеме и пред јавноста, значи ќе имаме привремено решение и долгорочното решение ние системско и тоа ќе го донесеме во склоп на владата. Специјализантите кои што работат во клиниките кај што специјализираат мора да бидат платени и токму поради тоа веќе формиравме работна група за решавање на долгогодишниот проблем за неплаќање на специјализантите кои што се дипломирани доктори и веќе специјализираат, работат во клиниките кај што се усовршуваат и воопшто не се платени и во овој правец веќе се работи. Значи, проблемот на новороденчињата не беше дека немаше, многу често се спомнуваа дека немало инкубатор, немало респиратор, значи тоа што се случуваше, тоа е тренд во Македонија за жал, која што многу поголем беше минатата година, исто беше и 2015 година, и сега за жал тој тренд е некако, ние треба да направиме стратегија и веќе се работи на тоа и ни помагаат и невладините организации, посебно UN организациите, како да направиме тоа да се намали до 2020 година барем 20% од доенечката смртност. Знаете, доенечката смртност е една од индикаторите што ни покажува каков е нашиот здравствен систем. Значи, не е крив еден човек или една клиника што тоа се случува. Тоа е како резултат на еден девастиран здравствен систем. Тоа е последица на тоа што се случува во здравството во последните 10-15 години. И овие се резултатите и оваа година што се случува, и минатата година, и пред таа година. Значи, овој здравствен систем е скоро уништен. И навистина ќе биде тешко и макотрпно да се врати системот да почне да функционира како што треба во здравството. Ја мислам со оваа екипа што е во Министерството за здравство ќе се успее во тоа.